Раздвојувањето од Албанија на патот кон Европската Унија е фрустрирачки, но ова не треба да го подигне евроскептицизмот во Македонија, е ставот на експертите. Иако случувањата во Бугарија не се ветувачки дека наскоро може работите да се поместат од мртва точка во насока на изнаоѓање прифатливо решение за двете страни, сепак познавачите велат дека власта мора да работи на тоа, но и паралелно да фатиме чекор со европското законодавство. По мене два правци на движење на надворешната политика, или да се фатиме во костец, што значи да полека ги смириме тоновите со Бугарија и пробаме порационално да разговараме од обете страни. Гледаме дека одговорот од другата страна како да беше едва и дочекан и за да се ескалираат работите, мислам дека тоа идентитетско наддавање од обете страни нема да даде некаков голем резултат, тој само го продлабочува конфликтот и не води никаде. Тоа значи Софија малку да ги смири тоновите, но и ние, и да пробаме да најдеме некакво решение, а вториот едноставно да го игнорираме проблемот кој со време веројатно ќе метастазира, ќе станува поголем. За аналитичарката Крстиновска раздвојувањето било очекувано и порачува дека ние сега треба да работиме во подобрување на животот и законодавството дома и да ги претркаме оние кои веќе ги започнале преговорите. Албанија тек сега ги почнува преговорите. Гледаме дека држави кои што ги започнале преговорите пред повеќе од 10 години, како Србија и Црна Гора, се уште не се на прагот, се далеку од тоа да станат држави членки на Европската Унија. Што значи тоа? Тоа значи дека доколку постои добра волја и во Скопје и во Софија да се направат некои итни решавачки чекори, да се воспостават повторно добрите односи, да се надминат отворените прашања, ние можеме да го надоместиме ова заостанување теоретски што ќе го имаме во поглед на Албанија формално и со забрзување на усогласувањето со европското аки да фатиме чекор. Никој не може да гарантира дека ова ќе биде последното барање од Бугарија. Токму од тоа истравува владата предводена од Мицкоски. Потврда за ова стигна и од меѓународните експерти. Не можеме да очекуваме дека Европската Унија би добила било какви некои прилагодувања или документ за да се спречи понатамошните влијание кој што ги има Бугарија, нели? Во иднина може Македонија да преземе иницијативи за да се регулираат одредени аспекти во однос на јазикот и историјата, но сепак не постои можност да се гарантира било што од Европската Унија дека може да влијае на тој. Бидејќи е известно, никој не може да гарантира дека Бугарија нема да има нови и нови барања. Владата во повеќе наврати најави дека ќе се залага за уставни измени со одложено дејство.